Продолжуваме понатаму за нашата емисија, како што можете и самите да забележите, продолжуваме и започнуваме со нашиот втор разговор. Со мене во студиото на МТМ телевизија е Николина Јаневска, оперска пејачка при Македонската опера и балет. Николина, добро ни дојде ова утро во студиото. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Дали ти беше тешко да станеш утрово за да дојдеш овде? Па мислам на сите што не сме утрински луѓе и што немаме работа таква од саба или 9 до 5 не е тешко. Така, добро. Се надевам дека убаво ќе ни дојде разговорот, ќе се промуабетиме малку повеќе, ќе ги запознаеме нашите гледачи со твојата работа и се разбира она што си моментално активна, актуелна со тоа. Најново е, актуелно е театарската представа, театарска е, така? Да. Театарската представа Аптекарот, што неодамна беше изведена во Македонската опера и балет. Таму имаше една навистина интересна улога, меѓутоа ќе поразговараме малку подоцна за неа. Ајде прво да ги запознаеме гледачите за твоите почетоци. Од кога почна да се занимаваш со музика? Па, да речем, од секогаш сум обкружена со музика, поради тоа што нели се наоѓам фамилија обкружена со луѓе кои што сакаат музика и се стремат кои професионално се бави, нели? Така. И започнав со студирање на виолина во нижото музичко државно училиште, во класата на професор Иле Темков и таму го завршив, значи виолина завршив нижо. Што знам, меѓутоа нели имав и настапи во детски фестивали и така натаму, значи јас од секогаш практично. Од секогаш се бавам со музика. Да, знаев, од секогаш знаев, значи знаев што ќе се случува. Што те очекува? Да, мислам, да, никогаш не беше дилема, мислам, си знаев. А понатаму и во средното музичко училиште, тогаш веќе во класата на професор Александра Куцевска бев на одсекот соло пеење, така да веќе нели си го најдов патот и уште си го одам, да. Така, супер. Ајде сега да кажеме за Аптекарот, за оно што си и овде нели денес. Неодамна ја изведовте репризата, така беше, репризата на Аптекарот. Ќе ни кажеш ли за каква представа се работи? Мејатата недела изведовме веќе втората реприза, значи премиерно беше на 5-ти, првата реприза на 6-ти, сега на 16 март веќе втора реприза, значи се бара. Така. Станува збор за комична буфа опера. Еве овде можеме да ги видиме на малите екрани сликите. Да. Фотографиите кои што не верувам дека ќе те препознаат гледачите. Бидејќи овде имаше на малку по-друга улога. Да, сосема различно од се до сега што сум работала. Значи се работи за комедија, се работи за љубовен четириаголник, за една млада, нели, убава девојка Грилета, меѓутоа со малку промискуитетен карактер, нели, темперамент. И како тројца се вртат околу неа, од кој она тајно е во врска со Менгоне, а додека Семпронио стариот аптекар, нели, што е така. Насловната улога сака едноставно да искористи, бидејќи таа потекнува од богата фамилија и сака да си ја задржи за себе и во пино пак, тоа е мојата улога, е млад тинеџер повртитле кој што е многу смртно заљубен во неа, себе направен за неа, меѓутоа само некако глупости искача, значи никој сериозно не го сваќа, само го исмеваат. И така, тоа е многу интересно, мислам, за гледање доста има жива режија, што е така освежување на нашата сцена, на мала сцена се одвиваше. Така. Значи, жива режија, доста активно движење по цела сцена, значи копирање нема никаква статичност. Пееме, играме, трчаме, така. Доста интересна визуелна вака за публиката и тоа, мислам, технички да речам, тоа е Хајден. Така. Си бара, да, поинако пеење, значи не е она железниот репертоар типично оперски. Значи бара да си спремен технички, значи за доста подвижни и колоратури, такви некои брзи делници кои што бара, да, посебна припрема им да се издржат технички, само да се отпеат, а нели уште по тешкиот елемент е да се изиграат додека се пеат, нели без едното да трпи.
Да, така, без да се осети. Да. Така. Дали е тешко да се направи тоа, нели, и глума, и трчање по сцена, и пеењето, тешко ли е сето тоа да се успее? Секако да. Да, тешко е. Мислам, си бараше доста подготовки. Над еден месец да се работеше интензивно, зборам режиски, а и предходно што се работевме сите индивидуално, музички, секој посебно и по дома и во опера со пијано со работниците, додека тоа се нели усогласи музички, нели да нема тоа компромис во меморија, да. И потоа цел месец скоро така имавме интензивно дупли по едно 6 часа дневно режиски проби, за да може сето тоа да се усогласи. Бидејќи има доста интензивна хореографија и цело време, значи се движиме на сцена, да тоа може да се издржи, бидејќи пак, како што кажав, има и доста ансамбли, тоа е кога повеќе учесници се на сцена и веќе тука настанува гужва. Тоа е покрај тоа што треба да има и однос помеѓу нас, бидејќи сепак тоа се разговори, има актерски момент, има нели музички момент каде што треба и сите да се согласиме, бидејќи пееме во исто време, не може нели да има солисти тука. Да. Па има контакт со диригенти, оркестар и ансамбл кој што треба да се запази, да се свиде пак на некој минимум, да не биде да гледаме вака, бидејќи тоа ќе не отргне од драмата. И така има многу сегменти кои што треба да се запазат. Мислам, воопшто не е лесно. Меѓутоа, за професионалците па и не е толку тешко. Да. Мислам, сепак тоа треба да изгледа лесно, треба да изгледа кога е правено со леснотие, бидејќи сепак треба ведрина треба да се насмеат луѓето. Значи, ако не си поминале така ведро насмејани, бидејќи сепак е комедија, значи не сме завршиле работата. Не е само и пејачки да се сработи, не е само хореографски, така да треба се да се запази. И сето тоа изгледа многу едноставно, многу лесно, типично за класицизмот генерално сите композитори, значи треба со многу леснотија. Никако не сме да се тежи, да има такви тешки делници. Долги фрази нема, тоа све брзо оди. Да. Супер. Николи најде од режија да ги замолиме да го пуштат видеото кој што го имаме подготвено, меѓутоа на почеток да кажеме дека се работи за аматерска снимка која што е снимена со дигитален апарат, така. Режија, ако може да го видиме видеото, па потоа да продолжиме со разговорот. Добар ден, господа, добар. Што може да сторат за вас? Па би сакала овој рецепт да се приготви за мене. Да. Мен го не би го прави, да? Се разбира, сера. Мен го не ќе го стори. Кажи ти, младо момче, се интересираш за вестници, читаш? Па некогаш. Слушај, един индијански бог просветлил една девица и ја остел трудна. Ама сега треба да се откаже од одреден дел од неговото тело.
Филипов! Како прво, јас не сум твој драг. А второ работам што е можно побрзо. Па побрзо! Не брзај да види го. Како јас да го разберам ова пишување? А? Ајде, кажи. Како се работите по дома? Грилета добра? Здрава, среќна? Грилета, велиш? Добра си е таа. Но, да не знаеш што ти напишал докторот овде шпиртни сапун. Како е ова? Дали мислиш дека би можел да ми помогнеш да се видам на кратко со неа? Младо момче! Продолжуваме понатаму. Се надевам дека ви се допадна делчето кое што го видовте претходно од театарската представа Аптекарот. Николина, беше ли задоволна публиката, бидејќи нели представата беше со публика, имаше директен контакт со неа? Така се вели? Да. Многу близок контакт мислам бевме, бидејќи на малата сцена се одвиваше, ние практично бевме многу близко до публиката. Да, беше особено на премиерата, можам да кажам дека Ептен имаше одзив од публиката, тоа измеѓу секоја точка и секоја арија имаше аплауз, се враќа, враќа смење и на глас цело време, значи да. Бидејќи треба, мислам дека луѓето чувствува срам или не знаат како дека треба дека ворите се наспаднат на глас слободно, бидејќи комедија и ворите. Не мислам, пак ја кажам, не е железниот репертоар, да, како на голема сцена и така, сите треба мирничи слободно, луѓето може да се смеат, може да аплаудираат. И така, особено на премиерата можам да кажам, многу добар прием имаше. И нормално имаше, бидејќи адаптиран текстот на македонски одеше цела и говор како што можевте да видите. Имаше и многу, нели, адаптации и делчиња каде што имплементираа за некои денешни случувања кај нас, нели, за да нормално, бидејќи кога оригинално пишувана, таа е од многу одамна и сега приспособена малку. Прилагодена, да, за да нормално оди да е смешно, нели, хуморот да теком со тековните настани. Така, добро, освен вие актерите, еве да речам, кој стои друг позади представата? Ова е проект, да речем, кој што го реализираше комплетно режисерката од Австрија Уши Хорнер. И можам да кажам дека она огромен професионалец, која што режиски е најпрецизно нешто што сум видела. Да, значи нема тука, се знае точно. Имавме навистина и доволно проби за тоа се до танчина се, нели, до ситница. Да се изработи до крај, значи да нема размислување, да нема двумења, да нема импровизации, бидејќи нема потреба, нели, кога се знае точно што се прави и така да можам да кажам комплетно да не е тотално најголемиот професионалец што го знам за тоа. Настрана таа има искуство и како соло оперски пејач. Така да тука и вокално беше секогаш да ни помогне за тешкоти некои така натаму. И е доста подвижна, значи за се што беше во врска целата продукција, изработката, сам жената тотално да професионално си изработи се работата. И тука исто морам да го спомнам и дебютантот на нашата оперска сцена Виктор, кој што ја диригираше. Сам кај нас дебютираше како диригент, инаку студира во Виена. И така да и он исто доста професионално, мислам, сите беа изненадени колегите, особено од оркестарот, нели? Јас го знам од подамна, меѓутоа, ето за тие кои што не го знаеа, многу се изненадија позитивно, неголем талент, многу надежни диригенти. Се надам дека повторно ќе дојде кај нас или ќе остане кај нас, да. Значи, штом ги спомнавме, штом кажавме толку убави зборови, па да ги поздравиме. Поздрав, значи. Поздрав до сите, да, што учествува секако. Значи, јас би сакала и понатаму да оди на редова репертоар Аптекарот, мислам дека заслужува, мислам дека секоја што добра на комедија, ете така, да не го размрда редовниот репертоар кој што веќе си оди
на нашата сцена. Мислам, успешно си ги полни салите, меѓутоа е ваква свежина е секогаш добро дојдена. Така. Николина, ме интересира, значи, од сите ликови што беа ти, еве, другите да не се наводат, ама ти ми беше најинтересна, затоа што твојот лик беше доста специфичен. Ти си девојка, а уствари глумиш момче. Да. Како успеа да се снајдеш со тоа? И па нормално тешко беше, особено заради тоа што јас имам природно некои наметнати женски манери, како например не можев да седам ако не ми се скрстен нозете, не можев, значи тоа не можев никако да го искоренам. Секој пат кога седнав ги скрстов нозете како девојче и некои такви работи кои што природно ги правам. Или нормално тоа се природни гестови кои што били би требало да ги прават. И така да тоа беше малку тешко да го искоренам. Гестикулацијата се разбира да ја наметнам. Тоа се сите вештачки елементи кои што треба нормално како актер еден да пробаш да ги наметнеш, да изгледаат што е можно поприродно, што е можно поспонтано, да изгледа како сега во моментот дека така ти доаѓа, меѓутоа тоа секогаш е дел од хореографија, никогаш не е во моментот. Да. Така да можам да кажам доста тешко. Особено заради тоа што во Пино на крај излезе лик кој има многу тикови, значи многу работи кои што ги прави, не знам, со очите, со фацата, има карактеристично движење. Така излезе во текот на работата, или на режијата, така да тоа е еден момент на тек кој што треба да тече од почеток до крај, треба да се запамти, дека треба да се следи, да не се заборави. Ако оди искривено до крај, од почеток до крај, значи тоа се некои елементи, кои што се многу тешки. Покрај тоа што е машко, е тежок, мислам, као лик, има многу карактеристики, специфичности кои што мора природно да му доаѓаат. Мислам, сепак, ај треба да има човек смисла за хумор, сепак. Мислам дека тоа е еден од побитните моменти. Да, и нормално се чувствуваш мал во душата, бидејќи тоа е сепак дете. И има, мислам, и пубертет ли, меѓутоа тоа е дете кој што има, не знам, има потреба да стапне во светот на возрастите, или се најде љубовта и мисли дека таа му е, нели, љубовта на неговиот живот. А таа нормално не го фермани 2%, меѓутоа ете он така, не ја губи надежта до последен момент. Да, смислува интриги. Тоа што не се виде во операта, меѓутоа го пишува во синопсисот дека е богато момче. Он цело време прави интриги. Не знам, ете во првиот дел со нотарите, па понатаму нели како турчин се обликува така натаму. Сега ме гона што целата таа ситуација ја користи бидејќи следи што се случува. Друга работа е што на крај сепак губи, да е тука турчин сум облечена. И се обидувам да го убедам стариот Семпрониот дека ќе дојдат турците, ќе му откупат аптеката и он за возра треба да ми ја даде грилета, бидејќи еде така ќе го збогатам, ќе го однесам у Турција, јас сум демек турчин и во вастина доста беше комично, мислам, на сите, на трите представи кога го учам како да играм, како турчин. А и самата правам движење што нема врска со турско, ама тоа е нели. Дел од сценаријата. Да, од хуморот. Така, од хуморот, дел од хуморот, така, точно. Добро, Николина, мислам дека доволно кажавме за аптекарот, да ги запознавме гледачите. Ајде да кажеме нешто и за твоите активности, каде си активна во моментов? Па, да, веќе од 2004 до денес и понатаму сум активен член и солист во хорот Света Злата Мигленска. И како дел од тој ансамбл сме пропатувале, сме концертирале, не знам, во повеќе 30 на земји светот цел. Така да тоа да речеме едно од моите први искуства, кој што тековна и се уште понатаму си трае како солист и тоа ќе си остане за секогаш како дел од мене, меѓутоа јас да речеме до пред да започнам да се движам во оперските кругови, јас активно се концертирав. И за време на студиите, и за време на школството во средното, значи образование, активно се концертирав и соло рецитали, како дел од повеќе манифестации, како дел од солист со оркестар, гостувања низ цела Македонија и надвор, значи снимале доста, можам да кажам, нашето образование дозволува кај нас сепак активно движење и концертирање и да стекнат искуство пејачите за време уште на студирањето, бидејќи сепак тоа е многу потребно. Нашата е практична работа, не е ништо теоретски што може да седнеме да го научиме и да го знаеме, нели, магично кога ќе завршиме. Мора, нели, со обиди и грешки, по пат обиди и грешки, за тоа што инаку никад нема да се совлада трема, сценска, нели, возбуда и така натаму, сценски однос
Некои такви работи кои што само по пат на искуство се стекнуваат. Се стекнуваат, така. Спомна патување, нели, од 2004 година па наваму во Света Злата Мегленска. Сигурно овде постојат и награди неколку. Да. И па како нели дел на ансамблот ние сме освоиле многу награди, значи скоро секој пат секој гостување на фестивалот тоа за нас значи награда. Да, сепак тоа е едно народен, ако не е најреномиран македонски хор кој што активно учествува, значи без престан, без никаква пауза, со еден континуитет во квалитетот низ годините од како постои до ден денес. Последна значајност беше сега за традиционалниот Божикен концерт со го одржуваме, морам да кажам, преуспешно беше, преполн беше соборниот храм од верници, од нели љубители на православната музика. Бидејќи и човек мислам да не е верник и така натаму, тоа не може да не те допре таа музика. Таа е прекрасна хорска музика. А инаку како соло пејач сум добила неколку први места на интернационално ниво во Белград и тековно сега изминатиот државен надпревар исто сум актуелно сега последниот државен земав исто прво место, трето исто на интернационално во Белград. И така, имам намери понатаму, меѓутоа ќе видиме, да. Така, па честитки за добиените награди. Така. Николина, мислам дека доволно кажавме, ако нешто испуштивме во текот на разговорот, повели, ако сакаш нешто да дополниш. Па ништо, освен тоа, да ја охрабрам луѓето да ја следат поактивно културната сцена, да нас уметниците публиката се, ние постоиме за нив, постоиме за нели, ние постоиме да наметнеме насмевка на луѓето. Мислам како и да не е комедија, насмевка во смисло на задоволство, на изслушан еден перформанс, како уметници постоиме за нив, не постоиме за нас или ние меѓу себе да си кажуваме кој до кај, него постоиме за нели за луѓето да не слушнат и да уживаат во тие неколку, не знам, дали се минути или ако е опера нели полого неколку часа, да уживаат, да се опуштат во убава музика, да им пренесеме некој дел од нели нас творечки и креативен, да ги допреме емотивно и така. Значи би ги охрабрила да дојдат да присуствуваат на нашите концерти и има многу интересна програма сега што следи на мајските оперски вечери, така да ги поканувам сите да дојдат да ја слушаат, има прекрасни продукции. Така да не откриваме што ќе има уште сега. Значи кога ќе дојдеме таму ќе видиме што ќе се случува. Така, добро. Николина, јас ти посакувам многу успех во понатамошната работа. Ти благодарам за тоа што ова утро се обиде да дојдеш. И си извинуваме што те разбудивме толку рано. Честа моја, благодарам за поканата. Така, посакувам, се надевам дека во блиска иднина ќе дојдеш повторно и ќе седнеш на столче со нешто ново да ни раскажеш. Со нека многу нова интересна работа. Јас се надевам и ви благодарам уште еднаш за поканата, на секогаш ни е потребна добра промоција. Ти благодарам уште еднаш, а ние почитувани гледачи одиме понатаму, следува една кратка пауза, па потоа се враќаме повторно назад во студиото и со останатиот дел од емисијата.